зато Господово е царството, и тој е владетел над народите. Палестина во римската епоха. Сеопшто очекување на спасител. Откако се ослободиле од една власт, јудеите, неколку децении пред рождеството Христово, повторно потпаднале под власта на друг освојувач. Овој пат Палестина била покорена од големата Римска империја. Во 64-та година пред Христовото раѓање, римскиот војсководец Помпеј се устремил кон Ерусалим и го зазел со жестока битка. Тој убил десетина илјади јудеи, го осквернил храмот со тоа што влегол во светињата на светињите, каде што им бил забранет влезот дури и на јудеите. Само првосвештеникот еднаш годишно можел да влезе во тоа свето место на Божјо присуство на земјата, за да моли со трепет од Господа милост за народот. Од тогаш, па до доаѓањето на Спасителот, Палестина се наоѓала под власта на римскиот император и била една од провинциите на големата Римска империја. За поредокот во провинцијата се грижел прокуратор, тоест намесник кој го назначувал Рим. Тој бил римски граѓанин и посебно внимавал на собирањето на данокот за Рим. Палестина во тоа време се состоела од 4 покрајини. Јудеа на југот на ветената земја, Самарија во средниот дел, Галилеја на север и Переја зад реката Јордан. За управител на Палестина римјаните го назначиле идумеецот Антипатор, кој со интриги ја стекнал нивната доверба. Јудеите ја сметале неговата власт за незаконска, бидејќи тој не припаѓал по крв на царскиот род, не бил потомок на светиот цар Давид. Но неговиот син Ирод, наречен Велики, успеал да ја добие од римјаните титулата цар јудејски. Тој станал основач на новата јудејска монархија, последната монархија во историјата на Палестина. Иако добил титула цар, Ирод сепак останал потчинет на римскиот император. Римската власт исто така значително ја стеснила ополномоштеноста на Синедрионот, тоест на врвниот јудејски суд. На Синедрионот му било забрането врз виновните да извршува смртна казна без потврда на пресудата од римскиот прокуратор. Ирод го зазел царскиот престол во 37-та година пред Христовото раѓање. Неговата епоха на владење станала една од најстрашните страници во историјата на богоизбраниот народ. Со подли лаги и додворување пред римската власт, тој го срамил свештениот престол на Давид. Во западниот дел од земјата, тој изградил убав приморски град и го нарекол Кесарија, во чест на римскиот император. Своето стапување на престолот Ирод го обележал со принесување жртва на богот Јупитер, главното божество од римскиот пантеон. Тоа несреќно жртвопринесување на пагански бог
било извршено во свештениот град Ерусалим, градот во која пројавувал својата слава вистинскиот Бог, единствениот владетел на вселената. Во светиот град на јудеите, цар Ирод вовел пагански прослави и се окружил со изнајмени телохранители. За да го стигне протестот од народот заради осквернувањето на светињите, Ирод решил да го преизгради Ерусалимскиот храм. За година и пол тој изградил нов величествен храм, но дури ни тоа големо дело не можело да го омекне незадоволството на народот и да го утврди авторитетот на незаконскиот владетел. Чувствувајќи ја нестабилноста на својата положба на престолот, Ирод во Палестина покренал сурови прогони. Тој ги прогонувал сите во кои се сомневал дека се можни предавници или не му се лојални, не поштедувајќи ги дури ниту блиските роднини. Земјата била опфатена од убиства, казни и спрашувања. Летописите за царувањето на Ирод се полни со описи на страшни екзекуции и со бесмислената суровост што ја покажувале неговите вазани. Народот бил потиснат од тие ужаси и истовремено во него растело очекувањето на Спасителот што го ветил Бог. Вистински син Давидов ќе го отфрли крвожедниот узурпатор, ќе го ослободи еврејскиот народ од власта на римјаните и во ветената земја ќе ги донесе долгоочекуваните мир и слобода. А веќе се исполнувало и предскажувањето од пророкот Даниил за времињата за доаѓање на Месијата, на Христос. За расположението на народот кој го очекувал царот ослободител, Ирод го известувале неговите шпиони. Со тоа уште повеќе се разгорувал неговиот гнев и сомничавоста. Затоа, последните години од царувањето на Ирод биле обележани со големи злосторства. Имено во тоа време, Ирод бил изненаден од пристигнувањето на некои источни мудреци во Ерусалим. Тие дошле оддалеку за да се поклонат не на Ирод, туку на новородениот цар јудејски, на вистинскиот син Давидов, на Спасителот на човештвото. Тие дошле водени од светлината на една звезда што се појавила на исток, и таа светлина означувала дека завршило времето за очекување и настапило времето на исполнување на ветувањата од Стариот Завет. А ветувањето што тој ни го даде е вечниот живот.